е целава приказна денеска која што имаме во врска со зачувување на матични клетки. Не ќе беше целосна, кога не сретнавме семејство кое што досега тоа го има направено. Благодарам за вашето гостопримство кое што ни го кажавте и чест ми да бидеме дел денеска од семејството Михајловски. Сакам да ја вратам малку наназад и за вашата иницијатива да зачувате матични клетки од вашето бебе, од Никола. Како тргна приказната? Па приказната тргна уште пред 4 години, може да се каже, кога ја за прв пат се запознав со матичните клетки како проблематика. И морам да признам дека тогаш на почетокот гледав со скепсис и недоверба, бидејќи тоа беше навистина една фантастична приказна. Меѓутоа, како повеќе се запознавав со темата и како повеќе навлегував, видов колку е ствари голем потенцијалот на матичните клетки. Меѓутоа, уште повеќе ме фасцинираше перцепцијата на папочето кое претходно воопшто никоја мајка, претпоставам и никој друг член од фамилијата, не се занимавал со папочето или што тоа нуди, туку го третирал како некој дел кој едноставно не е повеќе дел од бебето и од мајката откако бебето ќе се роди, а всушност навистина папочето во себе носи и покрај тоа што е нели толку мало, носи многу голем потенцијал. Значи, како повеќе се запознавав со таа приказна, сватив дека тоа е врвна наука, буквално наука каква што сме ја гледале во софистицирани општества, применета и применлива во обичниот или во практичниот живот на луѓето, кој може навистина многу да помогне во одредени тешки моменти кои сите ги избегнуваме и не сакаме да ни се случат, меѓутоа за жал понекогаш доаѓаат и такви моменти во животот. Тај кога имаме проблем, веќе со ова се нуди и решение. Апсолутно, да. Ден на ден се повеќе болести ќе може да се лекуваат на овој начин. Ако да речеме до пред 2-3 години можело тоа во 2-3 типа на болести било клинички докажано дека веќе може и практично да се применува, денеска навистина се зголемува бројот на болести кои може да се третираат со матични клетки и сигурно таквата прогресија укажува на тоа дека во иднина претпоставувам дека уште поголем ќе биде потенцијалот и примената за среќа нели на човечкото суштество на модерниот свет практично. А она што е поинтересно во вашиот случај, кога дознав дека имате, значи, две деца, Дамјан и Никола, да. Разликата меѓу нив двајца е прилично голема, 8 години, а она што медицината го нуди денеска како нејзин развиток или еволуција, овозможува преку матичните клетки кои што се земени од Никола, на некој начин и Дамјан да биде заштитен во иднина. Да, за жал кога Дамјан се роди, значи 2002 година, воопшто не беше познато ова, ниту па некој го спомнуваше како потенцијал и кога јас дознав 2007 првпат, навистина се бев загрижена и ми беше криво нормално како мајка, зашто не било тоа можно и за моето прво дете, меѓутоа уште тогаш одлучив, значи независно како дали ќе можам финансиски или не, секако ќе направам напор за моето второ дете да ги зачувам матичните клетки. Крвното сродство дава огромен потенцијал, така што на практично со зачувувањето на матичните клетки може да се каже дека целото семејство, за сите членови од семејството има некаква потенцијална сигурност во случај нешто не де Боже да се случи лошо. Идејата за зачувување на матични клетки веќе ни е допирлива и ја имаме во нашата земја. Меѓутоа, првите реакции на луѓето или на семејствата кога ќе се спомене тој процес, првиот коментар е тоа е многу скапо. Здравието нема цена. Тоа е една голема одлука која што треба да се донесе. Значи, инвестиција е. Ние разбираме дека семејството се наоѓа во момент кога има и други трошоци кои што значи треба да се планираат, тоа е раѓањето, тоа е детска соба да кажеме и така натаму. Затоа се обидуваме да им олесниме на семејствата. Че работиме моментално на проект, неколку банки се заинтересирани, една веќе започна за отплаќање на таа сума на рати, за да можеме да го направиме сето тоа достапно за секое семејство. Ова се супер иницијативи кои што ги превземате од ваша страна. Се радвам дека на тој начин зачувувањето на матичните клетки ќе представува секојдневие, дека секоја трудница, потенцијално една мајка, првенствено еднакво ќе размислува за чинот на породување, вклучувајќи го и чинот на зачувување на матичните клетки, онака како што е секаде по светот. Видете, тоа е наша цел. Значи, пред се сакаме да знаеме да постигнеме секое семејство да знае дека ја има таа можност, што значи да зачува матични клетки. Какви се коментарите за вашиот чекор кој што го направивте? Многумина знаат да кажат дека се тоа хирови на модерното време. Луѓето од нашата генерација, значи пријателите кои што отприлика се на наша возраст, не
некој гледа тоа како нешто што е модерно време или хир или не знам нешто што ние го измислуваме сега, а претходно се живеело и без тоа, туку повеќето од нив што имаат деца на оваа возраст, од кога дошле да речеме матичните клетки во Македонија, имаат зачувано или пак се во намера да зачуваат и сериозно размислуваат, што е интересно. Мислам дека мој впечаток е дека како поминува времето, како луѓето се едуцираат за оваа тема, се повеќе одлучуваат да ги зачуваат и донесуваат на некој начин прагматични одлуки, што би се рекло, наместо да се секираат од која марка ќе биде кревечето, односно дали ќе биде, не знам, сега да не спомнуваме нели марки ова или она, гледаат да биде или количката или не знам каков релаксатор, гледаат тоа да биде попрактично и поприменливо, значи со некоја просечна цена, а да одвојат свои средства за матичните, за зачувување на матичните клетки. Имавте ли вие некаква посебно заседание на семејството, па вие решававте дали е тоа добра инвестиција за вас или пак не е добра инвестиција за вас? Па, додека јас бев трудна, значи ние на некој начин не седнавме да дискутираме специјално за таа тема, меѓутоа со мојот сопруг некако се знаеше дека матичните клетки овој пат ќе ги зачуваме, бидејќи тоа е можно. Флексибилноста на плаќањето овозможува многу поголем број семејства да ги сочуваат. И оние кои имаат подобри примања, меѓутоа и оние кои имаат посредни или полоши примања. Од тука ги разгледувавме само тие модели, значи што најмногу ни одговара во моментот, бидејќи нели ќе доаѓа нов член во фамилијата и ќе имаме и други трошоци. Меѓутоа одлуката да ги зачуваме матичните клетки на некој начин беше веќе донесена уште кога јас дознав дека ќе имам уште едно дете и дека сум бремена, бидејќи во претходниот период јас се запознав со CryoSafe, како тоа функционира на глобално ниво, како компанија или како да е некој начин меѓународна институција, која е интересно од аспект што не само што е компанија која возможува чување на матичните клетки и истражување или инвестира во истражување на нивна примена кај човекот, туку таа едновремено инвестира постојано во најнови софистицирани истражувања. Значи, во време кога нешто станува нагло доаѓа на пазарот и кога станува, да речеме, атрактивно, понекогаш се пројавуваат и некои не толку сигурни опции. Затоа за секој родител треба да избере најсигурната опција за своето дете. Тоа што јас успеав да го добиам како податок и да го дознам како информација од луѓето кои работат за таа компанија е дека работи во 40 земји во светот успешно, има 5 банки каде што се чуваат матичните клетки. Но оно што е уште поважно за некој кој се одлучува за оваа работа е практично тоа што матичните клетки од едно бебе, конкретно од Никола, се чуваат на 2 места, значи се поделени, што значи дека доколку се случи нешто, значи тоа во некоја не дај Боже, некоја, да речеме, природна катастрофа или така нешто, истите матични клетки се префрлени во друга банка, значи имате бекап, имате сигурност дури во такви, значи просто неверојатни ситуации, имате сигурност дека вашите матични клетки ќе бидат на сигурно доколку ги притребаат. А нели сите ние се надеваме дека никогаш нема да ни притребаат. Сепак здравјето нема цена. Многу пари се даваат за играчки и други непотребни работи, секојдневно ги даваме, меѓутоа за матичните клетки енергично одлучивме да ги сочуваме. Благодарам многу за гостопримството на семејството Михајловски. Се надевам дека никогаш нема да имате потреба да ги искористите матичните клетки, ама дека сте добар пример за тоа како треба вистински да се обезбедува семејството и за во иднина.